Da li znajete kade se naoѓаат мошти на Свети Климент Охридски? Најголемиот дел од светите мошти на Свети Климент се чуваат во манастирот Свети Пантелеймон на Плаошник во Охрид. Таму се наоѓаат моштите од раката и дел од ногата на Свети Климент. Остатоци од черепот се чуваат во манастирот Свети Јован Продром кај Бер или денешна Верија во Грција. Во Софија, во Бугарија, има парче од моштите со големина на ногт. Едно делче од моштите во 70-тите години од 20-тиот век било пренесено во интернат во Италија, во Рим. Не е познат датумот кога се откриени моштите на Свети Климент, но нема ниту точен запишан извор за настанот. Според некои научни сознанија, веројатно тоа се случило за време на реставрацијата на црквата Свети Пантелеймон во времето на владетелот Теодор Комнен, кој владеел од 1215 до 1230 година. Тоа може да се потврди и со збогатувањето на химнографскиот циклус во чест на Свети Климент Охридски од страна на охридските архиепископи Димитрий Хоматијан и Константин Кавасила, во чии творби веќе се опеваат и моштите и чудата на Свети Климент Охридски. Со потпаѓањето на Охрид под османлиско владење, храмот бил разурнат, а на истото место била подигната џамија. Во тоа време моштите биле пренесени во црквата Света Богородица Перивлепта, која по овој настан и до денес од народот е ословувана со името Свети Климент Охридски. Одреден период моштите биле чувани и во црквата Мал Свети Климент во Охрид. Во 1952 моштите на светецот биле пренесени во црквата Свети Никола Геракомија во Охрид, бидејќи таа година Перивлепта е претворена во споменик на културата, наменет за туристички посети. Со обновувањето на Свети Климентовиот храм на Плаошник во 2002 година, со архиерејска одлука на Синодот на Македонската православна црква, е решено со свечена литија моштите повторно да се преместат и да се постават на историското место на првиот Свети Климентов храм, посветен на Свети Пантелеймон на Плаошник, каде денес се наоѓа и гробот на Свети Климент. За време на Свети Климентовите празници, кои кај народот се познати како летен и зимски Свети Климент, моштите се отвораат и се поставуваат на поклонение во централниот дел од црквата. Дали знаете дека на Пелистер на надморска височина од 2601 метар е изграден највисокиот и во исто време и најмалиот водовод во Македонија. Овој водовод има скромни 640 метри должина. Почетокот на водоводот е на височина од 2380 метри на Муратовиот извор, а крајот му е на врвот, на 2601 метар надморска височина. Водовод на Пелистер е граден за потребите на вработените во предавателниот центар Пелистер и станува збор за нешто необично, ретко и несекојдневно. Дали знаете дека Пелистер е првото заштитено природно богатство во Република Македонија со неговото прогласување за национален парк на 30 ноември 1948 година. Едни велат дека името му потекнува од зборот перистери, што на грчки значи гулаб, поради белосивиот камењар, кој се гледа од далечина и личи на гулаб. Други веруваат дека името доаѓа од петтоигличниот бор молика или петлистер, кој што ја открил австрискиот ботаничар Август Гризебах во 1839 година. Има и понови согледувања според кои името Пелистер всушност доаѓа од бел истер, што значело бел врв.